Пиење повеќе течности, носење лесна облека и завршување на обврските пред пладне. Ова се дел од препораките на лекарите во деновите кога се најавуваат високи температури. Горештините го зголемуваат ризикот од дехидратација, колапси и топлотни удари, особено кај најранливите граѓани. Посебно внимателни треба да бидат хронично болните, повозрасните лица и бремените жени. Лекарите и од Штип упатија апел излегувањето надвор да се сведе на минимум во период кога сонцето е најсилно. Предупредуваат дека непочитувањето на препораките може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Непотребно да не се изложуваат на високите температури. Значи, они обврските што мора да ги завршат, нека бидат во утринските часови некаде максимум до 11 часот, секако со доволна хидратација, со заштита, лесна облека, капа и значително да се редуцира излегувањето надвор на после 11-12 часот до некаде 17 часот, кога најмногу се чувствува високите температури. Хроничните пациенти кои што редовно имаат терапија, како што се од кардиоваскуларно заболување, пулмонарно, бремените жени, возрастните луѓе, да го одложат своето излегување надвор, затоа што може негативно да влие врз нивното здравје. Чести сме сведоци на колапси поради дехидратација, поради инсолација, односно топлотен удар, затоа што не се одветно се заштитени, не се одветно се хидратирани. Кога се тргнува на пат, најдобро е да се тргне рано наутро, препорачуваат лекарите. Со себе граѓаните треба да понесат вода и да јадат полесна и проверена храна, за да се избегнат проблемите. Да биде тргнувањето во утринските часови, со доволно вода, со себе лесна храна, не храна што може да биде лесно расиплива, да консумираме проверена храна, да се избегнуваат пржени препарати на месо, освен ако не се дома соодветно или чувани на соодветна телесна температура. Граѓаните во голем дел ги почитуваат советите на лекарите и се трудат да се заштитат од жештините. Внимаваат на себе, пијат повеќе вода и избегнуваат да излегуваат кога е најтопло. Па, ода по сенка, со војчка ладна се да ладувам. И така, дома исто под онова ладилник, ама главата ме бола. Наошари не носам, како си носам. И по тоа, и по ценка. Многу до 10 сато и после нема више излевање. Та после од 5-6 сата. Дечкото зашо излезе порано? Да пазарам и да бегам. Помогна ми девојчето, тука пиперки ми, оно да не можам да се нагредну. Клима, уклучам климата, ама седам у друга соба. Климата, не сум у таа соба кај климата, не ќем да видам. Отворам вратите и у другата соба си седам. Во деновите пред нас се најавува период на високи температури, кои ќе достигнуваат и до околу 38 степени. Лекарите апелираат граѓаните да продолжат да се заштитуваат и да ги почитуваат препораките за време на жештините.